Со 14 милиони евра европски пари државата ќе отвора нови, а ќе ги модернизира постојните гранични премини. Целта е подобра регионална поврзаност, нов развојен импулс за пограничните региони, но и зајакнување на безбедноста како основен темел за зачувување на националните интереси и стабилноста на државата. Да покажеме дека можеме да постигнеме равномерен раст и развој на економијата и со тоа да ги подобриме условите за живот на нашите граѓани во овој регион. Но истовремено ова е јасен доказ за нашата висока посветеност во спроведувањето на политиките, се со цел за брзана интеграција во Европската Унија. Паралелно со возобновување на преминот ќе го стимулираме и економскиот развој на Преспанскиот регион, дури и пошироко, и ќе возможиме услови младите луѓе да почнат повторно да се враќаат во својот роден крај. Инаку по речиси 60 години, граничниот премин Маркова нога повторно ќе ги поврзува Македонија и Грција. Стратешки проект значаен не само за регионот, туку и пошироко. Јас би рекол стратешки проект и за Балканот и за Европа, заради тоа што сите заедно констатиравме дека можеби Преспа, не можеби со сигурност е едно од најбавите локации, микролокации на Балканот, а можеби и во Европа. Така да Преспа заслужува максимум да вложиме сите во рамки на капацитетите кои што ги имаме и навистина сметам дека ова е еден стратешки проект кој што и те како ќе даде на додадена вредност од повеќе аспекти, не само за Преспа, туку и за нашите две пријателски држави. Од македонска страна градежните работи напредуваат побрзо од предвиденото. Македонскиот дел од границата се очекува да биде готов за помалку од 4 месеци. 60% веќе од градежните активности се завршени, а се планира целиот проект да заврши до септември оваа година. Додека македонскиот дел е пред завршување, активностите од грчка страна допрва треба да се интензивираат. Договорот со изведувачот беше потпишан во април годинава. I think also it will contribute with its sustainability. Ова ќе придонесе кон меѓусебна соработка на двете страни, кон економска размена, кон развижување на регионот, но исто така ќе сакам да посочам дека активностите од другата страна ќе бидат завршени, се планира да се завршат до февруари 2028 година. Граничниот премин Маркова нога Лемос ќе има сообраќајница долга околу 350 метри со 4 коловозни ленти, придружни објекти и современи стандарди за меѓународен граничен премин.